институциите на заедницата може да го изразат својот став преку државите членки или поединци, но со нив не се наметнува никаква обврска или одговорност за оној на кој се упатени. Владата најчесто тоа што го прави е се повикува на препораки, меѓутоа и извештаи на оценски мисии, како што е случај сега, но тие се необврзувачки правни акти. Тие само се акти за изразување на став на институциите на заедницата. Па сега, почитувана колешке, председателке на оваа комисија, се надевам дека слушнавте кои се нашите суштински забелешки, дека овој закон не може да носи европско знаменце и овој закон не смее да биде отворен и да биде почната расправата по истиот на оваа комисија. Овој закон најпрвен беше пуштен по редовна постапка, затоа уште еднаш ве повикувам. Немојте да навлегувате во играриите на оние кои што сакаат да ве наметнат. Вратете го овој закон до оформување, на променување, значи да се промени онака како што треба да се промени во владата, нека се врати повторно во редовна постапка, ќе расправаме по истиот. Злоупотребите на европското знаменце ќе ви тежат на вам. Вам ви е потполно јасно кој е тој што може да го врати законот. Тоа не е председателот на комисијата. Следна за процедурално е колешката Снежана Калеска-Ванчева, повелете. Како нема редослед? Како нема редослед, на што личи ова? На што личи ова? Од претходни седмици си имаме